Ви благодарам што сте на програмата на Алфа телевизија. Знаете дека секој четврток во соработка со клиничката болница Аџи Бадем Систина поставуваме медицинска тема, а овој четврток ќе зборуваме за најчестите срцеви заболувања кај децата и како тие да се препознаат. Голем број од родителите не знаат дека срцевите заболувања се појава на отприлика кај 8 од 1000 новороденчиња, но ете, да речеме утеха, светлина надеж е тоа што модерната медицина, искуството и технологијата покажуваат денес дека токму овие факти ќе можат лесно да ги препознаат, да ги диагностицираат секој тип на срцево заболување, воедно и да се реши проблемот, но за деталите секако разговарам со мојот гостин. Добро утро му велам на доктор Ведран Стојановиќ, педијатар на детска кардиохирургија во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Добро утро, благодарам за поканата во вашата емисија. Ке започнеме веднаш со она како што е поставена темата. Кои се најчестите срцеви заболувања кај децата? Најчести срцеви заболувања, вродени аномалии на срцето кај децата се атриалниот септален дефект, односно дефект во предкоморниот зид на срцето, вентрикуларниот септален дефект, односно комуникација, дефект помеѓу коморите на срцето, можеби резистентниот дуктус, односно дуктус артериозус, така да тоа се најчестите вродени срцеви мани со кои што се среќаваме. На нив отпаѓа најголемиот процент на вродени срцеви аномалии. За среќа овие мани, доколку се диагностицираат на време, доколку се препознаат од страна на лекарот во родилиштето или на матичниот лекар кој што го води пациентот понатаму во првите месеци од животот, се како благодарни мани кои што со соодветен третман, односно соодветна корекција, хируршка или интервенцијска катеризациона техника може да се решат и детето да понатаму води квалитетен и нормален живот без ограничувања, без, како да кажем, без други пречки, да води еден нормален, здрав, квалитетен живот. Да, споменавте дека е важно да се открие рано, но кога најрано може да се открие? Па знаете како, сега најрано може да се открие и во самата бременост. Еден голем дел од вродените аномалии на срцето може да се видат и пренатално. Затоа во светот, па и кај нас, постојат веќе скрининзи кои што се препорачливи да се прават во одредени точно зададени термини, периоди на бременоста на мајката, кога еден голем процент на овие вродени срцеви аномалии искусен ехографер веќе може да ги препознае и да ги види. Што тоа значи? Тоа значи дека може да препорача, односно да и самиот родител, мајката, таткото бидат спремни, но и да доколку е во прашање посериозна аномалија за која што ќе треба интервенција брзо после раѓањето, да биде, како да кажем, подготвен и соодветен тим и соодветен третман кој што би го прифатил тоа новородено и би го згрижил на соодветен начин. Така да тоа би било, нели, кога најрано, но доколку збориме за откривање на маните по раѓањето, еден голем дел од тие мани се открива уште при самото раѓање, односно во раниот неонатален дел, додека до останатиот број на тие деца се откриваат понатаму во првите месеци или во првата година на животот. Генерално, раната диагноза и раното препознавање се како битни за подобар резултат во третманот и во лекувањето и за помалку време да има да се, како да кажеме, се направи штета и на срцевиот мускул, но и на белите дробови, доколку маната подолго време биде непрепознаена. Така. Докторе, постои ли објаснување, одредено испитување, зошто се појавуваат овие аномалии? Па знаете како, не постои универзален одговор зошто се појавуваат овие мани, тоа секогаш мајката, родителите сакаат да го знаат, барајќи го одговорот зошто баш на нив им се случува тоа, односно зошто нивното дете го има тоа, но не постои еден универзален одговор. Генерално во светот, како што кажавте, помеѓу 0,8 и 1% од децата кои што се раѓаат со одредена мана на срцето. Причина за тоа може да биде возраста на мајката, може да бидат одредени болести хронични, акутни кои што ги има трудницата, може да биде злоупотреба на одредени лекови,
алкохол или други супстанци. Постојат и други теории за штетни дејства на радиација, на зрачни и така натаму, но како што ви кажав, тоа е повеќе еден спектар на влијанија и на причини, а не е секогаш само една причина. Секако тука е и компонентата на наследното обтоварување кој што оди во одредени фамилии, така да не е само една, повеќе причини може да бидат, може да стојат позади тоа зошто едно дете, односно едно новородено ќе се роди со одредена аномалија, срцева или некоја друга. Да, секако се работи за индивидуален пример. Што значи шум на срце? Колку шумот на срце знае да биде опасен и какви типови постојат? Знаете како, што значи шум? Шумот е еден звук кој што самиот доктор го може да го аскултира, односно го слушне кај својот пациент. Стандардните звукови на срцето кои што се произведуваат, бидејќи срцето само по себе е една пумпа која што произведува одредени звуци при пумпањето на крвта низ неговите залистоци и крвни садови. Тоа што е најбитно луѓето да знаат, односно поделбата, бидејќи постојат различни поделби на шумовите, не би сакал премногу да ги оптоварувам и да ги замарам слушателите со тоа, Јас себе не сум знаела дека постојат повеќе. Така, но битно е да се знае дека шумовите грубо се делат на патолошки и невини шумови. Што тоа значи? Невини шумови за кои што за среќа отпаѓаат еден огромен процент на деца и возрастни кои што ги имаат тие шумови, се шумови кои што се такви, но не значат дека самото срце има одредена анатомска промена, односно дека е родено со одредена мана. Тоа се тие невини шумови кои што бараат само следење и не значат дека кај нив треба да се интервенира или да се прави било каков третман. Постојат одредени, да речем, статистики кои кажуваат дека и преку 30-40% од децата и младите луѓе во одредена фаза од животот може да имаат некаков шум на срцето кој што не бара речиси никаков третман. Секако постои оваа друга група на патолошки шумови, односно шумови кои што ни укажуваат дека во срцето постои одреден проблем, без оглед на тоа дали е проблем на некоја патолошка комуникација во срцето, односно дефект во некој од неговите предкомори и комори, или е последица на стеснување на крвен сад, валвула, која што го произведува ствари тој специфичен шум кој што докторот го препознава и кога ќе го препознае, постои, протокол, односно алгоритам, како треба понатаму да постапува, каде треба тој пациент да се упати, да се доиследи и да се утврди дали тој шум е нешто за кое што треба да се прават понатамошни инвестигации и дали треба да се презима некаков третман медицински или не. А дали таа појава може да покаже дека има посериозни срцеви заболувања? Може да покаже, секако, може да биде знак, особено кај новородено, кај младо доенче, не треба да остане непроследено и неиспитано. Треба да се установи за каков шум станува збор, дали тој шум укажува на некое вродено или стекнато заболување, секако за да се разграничи, за да не се пропушти одредена работа која што може да биде коригирана и решена. Така да, може да значи и сериозно заболување, но во голем дел некогаш и не значи сериозно заболување кај срцето на тој пациент. Повторно се враќаме на тезата дека е сепак индивидуална. Така. Дали сите срцеви заболувања имаат симптоми? И какви се симптомите? Дали може родителите можат да ги препознаат симптомите? Па знаете како, генерално посериозните заболувања, да, секако дека имаат симптоми. Симптомите во раната возраст, односно во новороденечката и доенечката возраст, можат да бидат препознаени, но не се премногу специфични. У смисла, децата кои што ќе се родат со вродена срцева аномалија, а нема да бидат веднаш препознаени, односно во самото родилиште или во раната фаза, понатаму највеќе тоа што родителот доаѓа кај докторот и се жали е тоа што детето послабо напредува, се заморува при регуларни оброци, без оглед на тоа дали пијат шише или се дои од мајката. При слаби едноставни движења. Така, повеќе и при самото хранење се заморува, се поти и тоа се отприлика некои од тие, да речам, први работи кои што ќе ги дознаете од мајката кога ви кажува, односно ви се жали, кои што може да ве насочат дека можеби не секогаш детето има проблем со срцето, односно има некоја вродена срцева аномалија. Исто така тие деца почесто од другите можеби доенчиња патат од повторувачки респираторни инфекции, хит тип пневмонии,
Така да тоа е еден, да речем, базичен сет на симптоми кои што ви ги кажуваат обично тие родители, кои што треба доктора да го насочат да потврди или исклучи потенцијално заболување, односно потенцијална вродена срцева мана кај тоа бебе, бидејќи нели, таква работа не е нешто што треба да се пропушти и да се остави нетретирано. Така. Споменавте нешто, па би сакала да се надоврземе за тоа дали болестите кај срце кај децата се пропратени и со инфекции на дишните патишта. Дали има и таква го начнавте тоа, па да го подобјасниме. Тие се пропратени особено таа група на вродени срцеви аномалии кои што се карактеризираат, како да кажам, со еден зголемен проток на крв низ белите дробови поради одредени причини во самата срцева аномалија. Тие деца обично имаат зголемен проток низ белите дробови. Самото тоа допринесува да тие деца бидат посклони кон респираторни инфекции. Често се хоспитализирани по дијагнози на респираторни инфекции, некогаш не се препознава на време тој срцев дефект кој што го може би потенцијално го носат. Така да, тие се посклони и со самото решавање на проблемот, често пати и тие респираторни инфекции понатаму се проречуваат и се намалуваат доколку се коригира основниот проблем, односно основното заболување кое што го има. Така, бидејќи изминатиот период дели живееме со COVID-19, знаеме дека COVID-19 е поврзана со дишните патишта, па овде се наметнува прашањето колку овие дечиња кои што го имаат овој проблем со срцево заболување се повеќе изложени на инфекција од COVID-19. Знаете како, тие се изложени колку што сме и сите ние изложени, во смисла на потенцијалниот статистичка шанса за заразеност, но факт е дека ќе бидат со потешка клиничка слика веројатно отколку здраво, односно дете кое што го нема во основа тој проблем, односно нема вродена срцева мана. Се уште е многу рано за да може да се збори со статистика и со бројки околу овие прашања, бидејќи се уште сме некако во една фаза кога имаме и многу непознаеници околу оваа нова состојба со COVID-19, но доколку се повлечат некои паралели, веќе има трудови со возрастни пациенти кои што имаат срцеви проблеми или имаат веќе коригирани срцеви мани, и самите тие пациенти имаат потешка клиничка слика доколку се заразат со вирусот на COVID-19. Следствено на тоа нема се уште големи студии со случаи кои што научно би ни го потврдиле ова, но укажуваат на тоа дека тие деца би биле потенцијално потешки со потешка клиничка слика доколку заболат од овој вирус. Така да како за другите, така и за нив генерално важат препораките за превенција и заштита кои што со Светска здравствена организација и од Министерството за здравство секако за можно превенирање на оваа болест кај овој тип на пациенти. Така. Во најавата споменав дека ни доаѓате од детската кардиохирургија при клиничката болница Аџи Бајдам Систина. Па колку срцеви интервенции имате извршено? Па знаете како, во, да речам, овие изминати 8-9 месеци се направени некаде околу 40 до 50 операции на отворено срце кај новороденчиња, доенчиња и помали деца. Воглавном тоа е, да кажам, возрастната група на нашите пациенти и сигурно уште едно 15 до 20 катетеризациони процедури. Тоа се процедури кои што се изведуваат во катетеризациона сала, исто така може да бидат дијагностички, но може да бидат и, како да кажам, да со нив се решаваат одредени вродени срцеви мани, доколку тоа е возможно. Ако не е возможно да се решат на тој начин, се решаваат со класична отворена хируршка техника, односно со операција на отворено срце. Така да тоа е отприлика бројката, но како што ви кажав, бројката на пациенти е таа отприлика и е стабилна, тоа е околу 1% од новородените, се знае колку деца има во Македонија, така да и колку новородени има. А оваа статистика е на база на кој период од секогаш е таа статистика или се менува? Мислите на честотата? Да. Па таа е речиси универзална во целиот свет. Значи поголемите држави, но и без оглед на тоа дали станува збор за високо развиена
да речам држава или држава која што има помалку развиена медицина и помалку, од прилика процентот интересно се движи речиси идентично во сите континенти и во сите држави на светот. Значи затоа ја викам помеѓу 0,8 до 1% интересно, но не варира ни многу нагоре, ни многу надолу тоа, без оглед на тоа каде на земјината топка ги правите низ годините не се бил. Па и низ годините, да. Бидејќи самата, да речеме, во последните 50 на 70 години од кога овие деца се третираат и се оперираат, од прилика е стабилна таа статистика, односно тој број на пациенти. Така, за крај, како функционира одделот за кардиохирургија, детска кардиохирургија во Аџи-Бадем Систина и денес, сега, во моментов и кои се идните планови? Па знаете како, одделот функционира, он е составен од различни профили на лекари и медицински лица. Тој вклучува секако хирурзи, вклучува педиатри, вклучува кардиолози, вклучува педиатри интензивци, вклучува анестезиолози кои што работат во сала и во интензивна нега и секако медицински сестри кои што се исклучително битен дел во овој ланец на движењето на пациентот, инструментарки и така натаму, така да тоа е еден конгломерат на повеќе медицински професии кои што мора да бидат присутни и мора да се знаат својата работа за да се ова заедно функционира и на крајот има добар резултат. Од секого помалку зависи, тоа сакам да ви кажам. Не е one man show. Тоа што е добро е што во блиска иднина ќе има и нов, многу модерен и многу, како да кажам, соодветно опремен одел за педиатриска кардиохирургија кој што ќе го згрижува овој тип на пациенти, но ќе згрижува и пациенти од општа, неонатална и педиатриска хирургија. Тоа е оделение кое што многу набрзо ќе биде оспособено и пуштено, така да ќе се затвори тој круг на комплетна, да речем, подршка на овој тип на во главном тешки педиатриски и неонатални пациенти. Околу датумите ќе бидете накнадно информирани и секако поканети да го посетите и да го снимите тој дел. Така да ја се радувам да го презентираме однапред за нашите гледачи. Се радувам што ќе имаме можност да работиме во еден таков модерен центар и во убави услови. Ќе бидете сведоци, ќе го видите и се надевам дека ќе биде успешно и како што треба. Да, со тоа што е модерно, што не само што изгледа модерно, претпоставувам дека тоа многу значи и како што споменав во самата најава дека модерната медицина токму ете за овој проблем кој што разговаравме многу помага со тоа што имаме современа технологија и овде кај нас во нашата земја за луѓето кои што се соочуваат со вакви проблеми да ги немаат. Секако да се помогне таму каде што може да се помогне, значи зад нас стои тим на професионалци од Аџи-Бадем Истанбул, кој што е тука секогаш да редовно доаѓа во редовна комуникација сме, тие се наша голема потпора професионална, они се исклучително искусен тим од професионалци состоен од многу голем број на лекари од различни профили, така да ова е, како што и претходно ви кажав, работа која што мора да биде тимска и тоа е единствен начин за да на крајот имаме успех сите заедно, и ние и пациентите, бидејќи успехот е заеднички на крај. Апсолутно се согласувам, јас ќе ви посакам добра работа, да чувајте се, пазете се, добро здравје пред се.